Крштевањето со Светиот Дух се случи првпат на денот на Педесетница или Духов ден, кој што за жал во многу земји, како и во нашата, е протолкуван како мртвен, односно одат луѓето на гробишта и разговараат со мртвите носејќи им храна, мислат дека тогаш духовите испаѓаат од гробовите и овие си прават муавет. Тоа е веќе окултистички чин кој што е тотално погрешен, небиблиски, но не е тоа толку страшно, колку што е страшно што оние кои се одговорни за тоа не го спречуваат, не ги информираат и едуцираат луѓето дека всушност прават грев и дека тоа е спротивно на Светото писмо, односно на Божјата волја. И наместо да се следи Светото писмо и Библијата, поголем фокус се става на традицијата. Тоа е сосем погрешно, бидејќи традицијата е инфицирана, односно изобилува со пагански обичаи кои што немаат никаде место во Светото писмо, ниту пак се одобрени. Напротив, Бог тоа го разобличува и го излева своето незадоволство. Кога зборувам за Педесетница, тоа е денот кога се собраа сите ученици и сега ќе ви го прочитам тоа во втората глава од Дела апостолови од 1 до 4 стих. Вели вака: кога дојде празникот Духов ден, сите христијани се собраа на едно место. Тогаш ненадејно од небото се чу бучава како од силен виор. Бучавата ја исполни целата куќа каде што беа собрани. Се појавија одвоени јазици како од оган и се спуштија врз секој од нив. Сите се исполнија со Светиот Дух и почнаа да зборуваат на различни јазици како што им даваше способност Светиот Дух. Значи, се појавиле јазици како од оган, кои се спуштиле врз христијаните и зборувале на разни непознати јазици. Тоа е индикација, односно знак дека човекот е веќе крстен во Светиот Дух. Тоа се случува и во други примери во Дела апостолови, каде што верниците го примаат Светиот Дух. Соодветно, тоа е зборување на јазик кој нема смисла за нашиот разум, односно не е мајчин јазик, туку јазик со кој што ти му се обраќаш на Бога. И овој дар е како да имаш една лична линија за комуникација со Бога, во кој што се изразуваат тајни зборови или кодирана молитва која што само Бог ја разбира, додека ѓаволот не може да ја разбере, ниту пак твојот ум. Во 1 Коринтијани 14 глава 2 стих вели вака: зашто кој зборува на јазик, не им зборува на луѓето, туку на Бога. Имено никој не го разбира, но зборува тајни во својот дух. Значи, кој зборува на јазик, зборува лично со Бога, не им зборува на луѓето. Никој не го разбира, но зборува тајни во својот дух. Значи не е вклучен твојот мозок овде. Соодветно, зборувањето на јазици доаѓа од твојот дух кога си под влијание на Светиот Дух, што го преплавува твојот дух и исполнува твојата душа. Значи Светиот Дух дава сила или способност да зборуваш на јазици, но не зборува твојот разум, туку твојот дух. Во 4 стих од истата глава, 14 глава, прво послание до Коринќаните вели: кој зборува на јазик се изградува себе си, а кој пророкува ја изградува црквата. Што значи да се изградиш себе си? Се мисли на духовно изградување. Но што значи да си изграден себе си? Во кој аспект да се изградиш себе си? Веројатно да се прошири свеста, да станеш уште повеќе жеден за Бога, уште повеќе да копнеш за Бога, уште повеќе да разбереш дека овој свет е површен и минлив и дека само во Христос има смисла живењето. Можеби да разбереш и тоа дека кога си веќе ти свесен, буден со отворени очи, дека ти на слепите треба да им бидеш светило, помошник, да си светило кое што свет им го покажува патот кој што е Исус, да имаш повисока одговорност, повеќе да ги љубиш толкому оние што не знаат да љубат, да им покажеш пример. Кога се молите на јазици, многу е важно да разберете дека не се фокусирате на застапништвото во молитвата, туку на бенефитот за вас. Односно, молитвата на јазици го изградува и вашето тело и ве одржува во еден статус каде што стресот, стравот, грижите, паничните напади, анксиозноста, тие повеќе не можат да останат внатре, им се неутрализира влијанието и всушност се извршува победа врз секој сектор од вас, се овозможува целосно, духовно да се подигнете и сето она кое што вас ве држело во некоја зависност, во некоја оптеретување, да бидете во целост ослободени и од физички слабости, и од психички состојби, и од различни други болести.